Добар ви ден, драги наши сакани пријатели. Голем поздрав од комплексот Златно буре Кучково. Тука си уживаме, прекрасен амбиентот, боботи каминот со дрвца, топличко и си дегустираме убави вкусни есенски, зимски специјалитети, но и времето убаво за ова есен, да кажеме. Па можете и да прошетате, тишина, слушате само песната на птиците, на вистина преубав есенски амбиент. Златно буре Кучково е убаво и есен, и зима, и пролет, и на лето. А вие најдете време да уживате во сите тие убавини тука. Сега, драги мои, ќе ви направам еден прекрасен специјалитет, кој што јас ја нареков питата на брзата пита на Дијана, Дијанината пита. Зошто? Затоа што тоа е мојата драга пријателка од кујната во Златно буре Кучково, каде што секојдневно сум во друштво со неа, жена која што има огромно искуство во подготовка на македонските традиционални специјалитети и секогаш знае да ми каже некој специјалитет што мене посебно ќе ми израдува од незината богата и голема тетрадка. Нешто кој што навистина е корисно, посебно за младите домаќинки, затоа што тука немаме квасец, па не го чекаш тестото да ти стасува, па ти се погодило, па не ти се погодило и што ја знам, што се не друго. Туку секако што е пишано како е рецептот, одите по него и добивате пита со мелено месо. Јас ја нарекувам Дијанината пита, Дијанината брза пита со месо, која што мене ме воодушеви. Еднаш кога ја беше направила дома, донесе овде, јас ја пробав и реков, супер, ово оди на репертоарот на вкусот на традицијата. За да ја направите ова брза пита со мелено месо, вас ќе ви биде потребно од многуте што ги знам, претежно ги знам со квасец, со тесто, со месење и така натаму, но ова е нешто посебно убаво вкусно, а нема промаше. За тестото ќе ви биде потребно 500 грама бело брашно, едно пакетче прашок за печиво, сол една кафена лажичка, 3 до 4 полни супени лажици павлака, кисела павлака, 100 мл млеко, 100 мл млака вода, брашно резерва за размесување и 4 до 5 супени лажици масло. А за филот ќе ви бидат потребни 300 грама мелено месо, мешано, 100 грама сланина, ситно сечкана, пола китка макдонос, една рендана главичка кромит, 100 грама путер растопен, тој ќе ни треба за премачкување на кората, едно јајце, малку црвен пипер, една кафена лажичка мешан сув зеленчук и половина кафена лажичка бибер. Ке ви треба тавче за пржење, тавче за печење број 30 со хартија намастено и една оклагија. Јас најпрвен сакам да го направам тестото. Ке го оставам да се одмори 15 минути додека го направам филот. Значи ке започнеме вака. 500 грама брашно и земам една дрвена лажица, ставам прашок за печиво внатре, едно кафено лажиче сол, така, ова сето ќе го промешам со пецивото. Треба да направам тесто кој што ќе можам да го развлечам во кора.
А кога ќе ја пробате питата, знаете што ќе си кажете? Леле, за цел ден некоја месел. Па за тоа е тука вкусот на традицијата, да ви ги каже сите финти, сите искуства од повозрасните домакинки и ќе си ги споделуваме заедно. Сега ќе го ставам млекото, 100 мл. Малку масло, околу 50 мл. И ќе ставам павлака. 3 до 4, еве ќе ставам 4, нека биде побогато. Ова ќе му даде на тестото една убава мекост, така да може убаво да се размеси. И си имам брашно резерва, но морам да ставам сега и 100 мл вода. Ето така. Сега убаво ќе го измесам сето ова, сите овие потребни состојки. Уште малку масло ќе ставам. Си има маснотија секако и во павлаката, а павлаката ќе го направи тестото меко, ровко и да може убаво да се работи. Сега ќе морам со рака да проложам. Уште малку вака да го соберам брашното. И ќе го извадам, ќе наросам тука со брашно. Водата повеќе не ми треба да тргнам настрана. И ова не ми треба повеќе. Така. Во меѓувреме ќе си го пуштам шпоретот да се стопли, да се загрее ринглата, за да можам да го пржам месото. Затоа што ова многу брзо ќе го направам. Така. Ќе наросувам со брашно, се додека престане да се лепи на раката. И ќе се одмара тестото. Ако нема квасец, има во него прашок за печиво, ќе се одмори. Ќе земе душа, што би се рекло, нели? Овој специјалитет кога ќе го направите, знам дека редовно ќе ви биде присутно на вашата трпеза. Затоа што ќе ве воодушеви од вкусот и покрај тоа немаме страв дали ќе успе или нема да успе. Ова успева со гаранција. Ете така. Еве го сега тестото. Го ставам овде. Нека одмара, ќе го намастам само малку. Така. Ете така. Одлично, ќе го покријам сега со една салфетка. Салфетката можам малку да ја намокрам.
за да не ми се залепи, да не ми фати кора. Ете така. Нека одмара. Сега ставам масло во загреано тавче. И го ставам месото прво да се испржи, па ќе му ги додадам сите останати состојки. Сега ќе го додадам и кромидо тука. Да се пржи. Ќе ги додадам зачините. Бибер. Малку мешан сув зеленчук. Црвен пипер на крај. Сега ќе додадам сол. Исто и ова треба да се пропржи. Сега ќе ја додадам и сланинката. Така му даде убав вкус на пушенко, така. Еви ова мрсното, така убаво да е намасти питата. Сега ќе ја ставам сланината и таа да се пропржи. Како прекрасно мириса. Така, и ќе го додадам макдоносот. И сега ќе видите на кој начин се развлекува кората и што се прави со неа. Колку едноставно, а вкусно. Вреди за целиот труд. А ете така. Сега ќе му додадам малку и црвен пипер. Да запипериме. Така. И ќе си направам место овде, да можам да ја расукам кората. Ете така, па мислам дека и ова скоро ќе биде готово за која минута. Но треба да го оставиме филот малку да се излади. Тоа да ви напоменам, да не заборавам да ви кажам. Не може да ја месиме кората доколку филот е многу врел. Ата така. Сега пробувам за сол. Прекрасно. И можам да ви кажам дека вака добро сум го посолила, да знаете, да не се грижите. Може би и нијанса повеќе од тоа што јас сакам солено, но ќе биде добро, ќе биде прекрасно. Така, си правам подготовка. Ова го исклучувам, мислам дека е доволно. Така.
Ова е готово. Белката од јајцето ќе го ставам овде, во филот. Само жолчката ќе оставам. И одма морам да мешам. Ете така. Жолчката оди тука. Сега ќе го оставиме 10 минути, мора да се излати. Ете така, белката таман ќе го врзе филот за да не се распаѓа. Кога ќе го сечеме после парчето од питата. Одлично. Да ја земам даската. Ајде, нека се излади. Останете со нас, драги наши гледачи, да се излади ова и продолжувам со работа. Еве ни се излади филот. Ќе ја тргнам на мокрената што ни беше салфета, за да не ни фати кора. Наросувам со брашно. И ја користам оклагијата. Да расукам една кора. Па ќе се потрудиме да биде малку правоаголна. Ете така. Сега ќе ја намастам кората со путер. Кој што е на собна температура, а посебно на крајчињата. Така. Малку и маслото ќе го ставам. А секако си е масен и филот, има и сланинка, има и се, ова ќе се растопи. Сега редам од филот. Две третини од филот. Доволно е тоа. И сега правам како плико. Од едната страна и тука ќе му ставам малку фил. Така. Сега од оваа страна се малку се подзалепува кај што немало брашно, ама тоа не е ништо страшно. И тука малку фил. Онака наросуваме со филот. Сега од оваа страна. Така. Па тука ставам малку фил.
Значи, како диплите, така ставате фил. И она после ќе дојде како лиснато тесто да сте правиле. Ете така. И сега, што правам? Убаво го размачкувам на секаде филот. И повторно ќе преклопам уште еднашка и малку ќе расукам колку што ми е тепсијата. Значи прво една половина, тоест една четвртина, па една четвртина, па од тука пола и на крај повторно се на пола. И сега ова го правиме вака. Еве, значи добив правоаголно тесто. И сега си ја зимам тепсијата, намастувам со путер. Така. И можете и рачно, можете и со оклагијата, но ја сакам еве вака, немам потреба сега од оклагија, ги намастувам рацете добро со путерот и вака на сите страни. И ќе си го подземам вака и ќе си го ставам во плехчето. И сега ќе си го обликувам. Ете така. Еве, оно почна веќе меури да вади. Значи, толку многу што е добро тестото. Си почна меурчиња си вади. И сега одозгора ќе му ставам малку жолчката од јајцето. Не ставам сол затоа што има доволно сол во филот. Ревната да ви биде пуштена на 220, кога ќе фати веќе кора, намалувате на 200. Еве вака. Значи ќе си ја формирате по ваше. Еве, драги мои, питата, тоест Дијанината брза пита е веќе подготвена за печење. Дури имам среќа и таа е во кујната и она ќе ни испече по нејзино, а вие останете со вкусот на традицијата и ќе си споделиме како вкус има ова пита. Значи, кога ќе се разлиста, гледате, не треба ни 10 кравајчиња, ни 12. Една кора, предиплија еднаш, уште еднашка, па уште еднашка, па уште еднашка, па уште еднашка, се додека има можност, диплете. Се гледаме.
Еве ние погачата. Ова е од Дијана. Значи, питата, брзата пита со месо. Па како е убаво испечена. Леле. Леле, па крцкава од озгора. Ајде да видиме што сме направиле. Дали е толку убава како на Дијана погачката што е? Леле, убавина. Да пресечам уште. Ете така. Аха. Еве. Леле, погледнете каква е. Погледнете колку е убава. На око колку е убава. Леле, и топла си е така. Ајде. Леле, колку е вкусна. Одлично одговара. Со жива туршија. Комбинација со патлиџанче од туршија. Колку е добро. Леле, колку е ова добро. Совршено. Ова е рецепт специјално за гледачите на Вкусот на традицијата. Какво е тестото? Горе и доле. Гледате, еве го доле, еве го горе рпкаво, а внатре меко, кремасто. Тестото е Да ви кажам, после оваа рецепта, мислам дека тие брзи пити ќе ми бидат навистина омилени, затоа што не ми зема многу време, излегува цела тепсија, издашна е, воопшто не е скапа, а комплетно може да ви замени, значи еден цел оброк. Драги мои, направете и вие. Видовте како се витка, на кој начин, и уживајте во вкусот. Јас ве поздравувам до следната емисија и знаете како велат. Никој не ме праша дали можам, затоа што никој не веруваше дека јас не можам. Така сум изгледала. Му благодарам на Бога што ми дал сила за да изгледам така. На здравје, до следната емисија, се гледаме.